На седницата присуствуваат 19 советници, одсутни нема. Констатирам дека кворум за работа има и советот може полноважно да одлучува. Согласно член 40 став 4 од Закон за локална самоуправа, пред започнување на седницата задолжително се гласа за оправданоста на причините на свикување на воредната седница. За образложение го повикуваме градоначалникот господинот Митко Јанчев. Да. Почитуван председател, почитувани советници, почитувани службеници и граѓани. Ова воредна седница денеска ја свикавме од една единствена причина за доградба на двете градинки. Значи тоа беше ургентна состојба, да ги ослободиме од комунална такса, да можат да се доградат доградби во две градинки, во Ваташката и во градинката во Пепето. Значи договорот е во тек, денесната документација е завршена, имаме избар нов изведувач, така да и на претходната седница тоа што го спомнавме, административно стигнавме сега да издадеме таа градежна дозвола и да ги ослободиме од плаќање на комунална такса за градење, односно одобрение за градење, со тоа што возможиме 170 дечиња од јануари месец да сместиме плюс во градењите. Покрај тоа, поради нашата ажурност на податоците и правењето на анкета на повеќе делови во Кавадарци на повеќе начини, имавме устна анкета, имавме писмена анкета со произнесување на луѓе со да и со не, имавме електронска анкета. Анкетите покажаа дека граѓаните на град Кавадарци по поголем процент, над 76%, сакаат да има есенски панеџер и да не го укинуваме панеџерот, така да ние ова година ќе го организираме панеџерот. Од вас како совет бараме само потврдување на таа работа, дека ќе имаме панеџер со нова скица со делумни измени. Односно панеџерот ќе биде од помал обем, ќе го намалиме со рекои 100 метра во должина, или поточно ќе почнува од новите семафори кои ќе се изградени на булеварот Минчев до Северен булевар. Така да тоа се измените кои што денеска треба да ги разбереме на нова седница. Да. Иста локација на Малена и лево имаме нова локација за оние што ќе бидат скараџи. Затоа што сега тие што работеа со скари, со кафенија беа фактички во ептен градското подрачје и доста им пречеа на луѓето и на зградите кај што таму домуваат луѓе. Сега ги ставивме пред паркингот, пред гранична полиција. Така тука на едно место сите скари, да нема димовици, да нема нарушување на домувањето на луѓето и мислам дека така ќе запазиме некои критериуми колку што можеме да биде подобро. Оваа година морам да кажам дека покрај тоа што го организираме панеџерот, ќе имаме строга контрола на тоа што значи кој дошол, кој уплатил, колку земал место и нема да дозволиме ни еден сантим надвор од таа зона која ќе биде одобрена на совет да поставуваат тезги или да поставуваат било какви реквизити за продавање или било што. Така да ќе биде строго контролирано тоа, да не се расплини на места кај што нема да направат. Благодарам. Се повикувам да гласате за оправданост на причините за свикување на ова шеста воредна седница. Кој е за? Едногласно благодарам. Со решението за свикување на денешната седница имате добиено предлог на дневен ред за работа на седницата закажана за денес и тоа. Прва точка, предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на висината на наместокот за учество на есенски панеџер во град Кавадарци. Втора точка, предлог одлука за ослободување од плаќање на надометок за предување на градежно земјиште, доградба на детска градинка Рада Поцева Кавадарци, објект Снежана на улица Народен Херој во Кавадарци. Трета точка, предлог одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште, доградба на детска градинка Рада Поцева Кавадарци, објект Телинка на улица Видое Смилевски. Согласно член 40 став 3 Законот за локална самоуправа, на воредна седница не може да се менува дневниот ред, затоа предлагам да преминеме на гласање на дадениот дневен ред. Кој е за? Повели Зоки Јовачев, процедура. Почитуван градоначалник,
председател на Совет, почитувани колеги советници, медиуми, почитувани граждани. ВМРО ДПМН, советничката група на ВМРО ДПМН го изразва своето незадоволство од работењето на председателот на Советот, господин Христо Сакалиев. Господине Сакалиев, треба да знаете дека тука сте сите еднакви. И треба да знаете дека да не ја злоупотребувате оваа говорница. Минатата седница на Советот, 2 дена, односно ден пред молкот, господинот Сакалиев повика на гласање за референдум. Тоа не е добро за демократијата во Кавадарци. Не е добро за вас како советник. Од сега навеќе, ви укажуваме да не ви се повтори тоа уште еднаш. Затоа што ако ви го земавте зборот, требаше да ни дадете и на нас колегите советници да земеме збор. Значи ова укажување, председателе, немој уште еднаш да ви се случи да злоупотребите говорницата. Остро ќе реагира. Благодарам. Благодарам. Нема да биде ова реплика, него моје видување, дали ме разбра советничката група ВМРО ДПМН, јас ја затворив седницата. Не ја затворив. Колеги од зборот место, немојте, значи како ве удостоив, ве служав, и од тоа ваше видување, некоја поука можам да извлечам, значи не сум јас строго против тоа што вие го кажавте. После затварање на седница ја повикав граѓанскиот сектор. Пази тоа што тоа е моја морална обврска, не партиските војници што вие ги мобилизирате, него моите гласачи да излезат и да гласат. Ако има прекршување на закон, правниците треба да ми укажат и јас се извинувам. Али после затварање на седница, мислам дека советниците не би требало да ми бараат реплика или да ми укажуваат на тоа што јас сум го правил. После завршување на седница. Благодарам. Може. Господине Сакалиев, од таа седница имаме видеозапис, имаме стенограми, јавноста знае, го види тоа, дека вие не ја затворите седницата, него продолживте да работите и после тоа ја затворивте и не ни дадовте на збор. Но во ред, нека го тоа. Помогнавте многу. Многу помогнавте. Јас јавно се заблагодарувам на граѓанството, на жителите на општина Кавадарци, прво за фер кампањата и фер гласањето што беше и за тоа што си ја зачува Република Македонија. А вие, господин Сакалиев, уште еднаш ви упатуваме јасен апел. Немој да ви се повтори уште еднаш така. Благодарам. Чекај, јас. Само момент, имам реплика. Колега Јованчев, вие рековте уште еднаш да не ми се повтори. Јас се надевам дека уште еднаш нема да има референдум, ова се дава на 30, на 100 години еднаш, ја тоа го кажав и минатиот пат на седница. Ја ти гарантирам дека уште еднаш тоа нема да ми се повтори, али ако сакаш на граѓаните да ми кажеш дека како закана или да ме плашиш, ти знаеш дека ја од ништо не ме плашиш. Немој да се трудиш да ми кажеш со ова ти турам црвена линија, тука да видиш 1000% сигурен дека го почитувам зборот твој, али не ме плаши мене ништо. Благодарам. Јас се може. Може Лазар да збори. Прво, оваа борна седница не беше свикана за ова. Гледам дека и Зоки ја злоупотребува и говерниците, гледам и Ристо, еви ја ќе ја злоупотребам, како координатор на советничка група на СДСМ, но благодарам на граѓаните на општина Кавадарци, шите што се одважија и што гласа за европската иднина на Македонија. Уште еднаш голема благодарност до граѓаните на општина Кавадарци. Ако планирате да злоупотребуваме говорницата и ако се спрема некој за избори, не можеш, не требаше ни да ја викате оваа борна седница. Колега, благодарам, со ова нема да даваме повеќе да се дискутира надвор од тоа што треба да работиме на воредна седница. Повикувам за гласање. Кој е за? Дневниот ред едногласно, благодарам. Точка 1. Одиме сега со точка број 1. Предлог одлука за изменување и допълнување. Други нема точка. Предлог одлука за изменување и допълнување. Точка број 1. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на вистината на доместокот за учество на есенски панаѓур во град Кавадарци. Отварам расправа
Точка број 1. Повели Лазар Туриманчев. Почитувани советници, градоначалник мислам дека ни објасни јако што разбрав дека градоначалник на јавната анкета повеќе се граѓаните им панаџи. 76% за. Така, сега мислам дека не е точно да како советници највисок орган у локална самоуправа ни последни разбраме дека ќе им панаџи. Ја на 5-6 пати се у локална самоуправа, никој не знаеш дали ќе им панаџи или ќе не им панаџи. Тоа е седницата денес. Не, значи граѓаните се интересираат ќе има ли панаџи или ќе нема ли панаџи. Да, тестове, молам. На 4-5 пати се јавив у локална самоуправа, не можа да ми дадат одговор, каде да е тоа некоја табу тема и ќе правиме Бог знае што. Значи, панаџи ќе има. Советот на општини Каварци не одлучува денеска дали ќе има за сите граѓани да знаат, пошто ме питуваја, има некои луѓе таму што живеат по тоа зградите, не сакаат да има панаџи, да му објаснам дека советот не гласат денеска дали да има панаџи или да нема панаџи. Дали да има панаџи у претходниот совет, еве тука ги има сите одлуки, него ќе правиме измена сега на место на одржување на панаџи. Како што кажа градоначалник, ќе се намале малку обемот на панаџи, така да панаџи ќе има у Каварци. Може би. Да, за втора точка. Градоначалникот збора за прва точка да даде образложение. Ја би појаснал првата точка за панаџерот. И кај мене имаше упатувано повици, дали ќе има панаџер, прашања, верувам дека секој од нас како инволвиран и директно индиректно во општинско собрание да прашува граѓаните дали ќе има панаџер или ќе нема. Тоа е добро што не ви даде одговор за тоа што додека не заврши анкетите, немавме донесена одлука. Така да анкетите беа пресудни за оваа ситуација. Ако ме прашаш лично како човек, можеби имаме и друго размислување за панаџерот, меѓутоа мораме да го удоволиме стандардот на граѓаните и нивните потреби. Јас како градоначалник, оваа седница денеска и оваа точка што ја ставаме на оваа седница, точно е, не е дали да има панаџер, дали да нема. Одговорност за панаџерот ќе презима општина Кавалаци со претходна изгласана одлука дека треба да има панаџер. Меѓутоа сега сакаме да ги подобриме токму Лазар тие услови, да ги тргнеме првата ламела, како да кажеме, од кружен тек до првиот семафор, да ги тргнеме тезгите од панаџерот, да го намалиме обемот, да тука тие луѓе и на Кочораци и лево зградите функционираат нормално, значи да не им пречиме функционирањето на зградите и со строга контрола од општина Кавалаци и инспекторатот да тоа биде на едно ниво малку подолично од што било претходно. Така да еве јас тоа можам да ги ветам на граѓаните дека овој панаџер ќе биде од помал обем, ограничени се бројот на тезгите, ќе има поголемо обезбедување, ќе има повеќе тоалети поставено и ќе гледаме да нема диво дојдени продавачи на било какви материјали во општина Кавалаци. За наредната година пак ќе направиме анкета, транспарентна пред сите. Еве од завршувањето на денот на панаџерот ќе ја почнеме анкета за граѓаните да одлучат што правиме за 2019. Не можам лично, ниту јас, ниту вие да укинеме нешто кое што го бараат граѓаните. Јасно ми е каква е ситуацијата, Кавалаци е економски развиен град. Приливот од самиот панаџер кој што го имаме е незначителен за општинската каса на општина Кавалаци. Значи не е од суштинско значење па да се блокираме или било како. Меѓутоа мораме да ги удоволиме, пак ќе повторам, и оние граѓани кои што го бараат да го има тој панаџер. Можеме да размислуваме во иднина на 2019 година да имаме уште посоодветна локација, дислокација, надвор од градот, како што го прават у поурбани средини. Али тоа се сето заедно со советниците и со градоначалник и со службениците од општина Кавалаци. И вака јавно ќе повикам, еве до сите советници, вклучувајќи го претседателот и службениците, кога се работи за нешто што е традиционално, кога се работи за општина Кавалаци, јас никогаш до сега не сум предуцирал и не гледам на таа тема да добивам лични поени или политички поени. Одговорноста е моја и ваша заедничка во цела ситуација и до сега општина Кавалаци и јас како градоначалник со мојот кабинет сите одлуки кои ќе ги носиме стратешки за развој на градот. И дали од инфраструктурски проекти, дали е проекти за градинки, дали е проекти во делот на инфраструктура, мостови, булевари или било што. Еве, јавно кажувам дека таа јас сум водач на работа, вие сте тие што ја пратите работата, вие сте тие што го контролирате градоначалникот, заслугата е заедничка. Така да не сакам јас лични поени од цела ситуација,
еден добар градоначалник, ако заврши еден добар мандат, тоа значи дека еден целокупен совет што бил во мандатот на градоначалникот имал прекрасен совет кој што носел добри одлуки и се инволвирал во сите проблеми. Така да јас така ги сваќам работите, не само политички, него лојално према граѓаните и општина Галата. Благодарам. Шо е тука, извини, Чамчо, по место кажа, шо е тука лични поеми? Не реков да лични поеми. Дали не од место? Добро, ќе одговорам. Што има политика? Значи, гледам, чувствувате страв, тоа ја така го видов лично, дека не носите вие одлука да има панаџи, дека одлуката е да се на предходно. Да, така. Ама и не окинуваме одлука ние сега. Да. И тоа е тачно. Да. Така да, одговорноста не е заедничка. Нека биде моја. Немаме проблем во тој дел. Шо има тука политика? Не ми е јасно, шо има тука политика? Има политика зошто? Затоа што многу луѓе имаат ветувано, неисполнето, и јас имам коментирано дека лично сум бил со бизнис заедница. Бизнис заедница е против ова работа. Значи интересите на бизнис заедница и оние сите што имат дучен и сите што продаваат со фискално имат вработување е против ова работа. Јас го стварувам лично, ако имаме некој дучен па су засегнат опа, Не, али еве да ги оправдаме тие луѓе. Ја нивната загриженост и револт према панаџерот ја оправдувам. Со тек на време треба да се смени ова ситуација, не смее да биде така. Тој работи 12 месеци, плаќа данок на имот, плаќа фискализација, има вработени, си го следи целокупниот закон. Меѓутоа, пак ќе повторам, 76% од општото население донесе одлука дека сакаат панаџер и имаат потреба да си купат нешто од панаџер. Таа е таа ситуација. Ако можеме да го до година изменаџираме уште подобро, а пак заеднички, да кажеме, ние ќе правиме панаџер, доколку има интерес граѓаните, и тоа е од традиционално, национално ниво, ама да се продават работи кои што ги нема продавници. Ако продаваме на исто што ги има продавници на панаџерот, и исто кафене продаваат чепапи како и што е легалното кафене, тогаш се губи таа логика за традиција. Значи, традиционално е нешто кое што еднаш годината можеш да го купиш и да го купиш на таков настав, како што е панаџер. Али еве до година, можеби и граѓаните па ќе одлучат сами да нема панаџер. Така да транспарентно ќе ги водиме тие политики. Благодарам, градоначалник. Колеги, пред да поминеме на гласање, значи ние дискутираме и викаме во интерес на граѓаните. Ако се 80% од граѓаните за монопол се ствара на дуќаните и ставаат големи цени и викат на панаџерот е ефтино и ние мора да држиме цени нормални. Значи тоа е и добро за граѓаните. Пошто ако се ствара монопола, ја не сум за монопол, ова е конкуренција, не е лојална, и таа е лојална. Овој плаќа дуќан, овој плаќа тезга и тоа е нормална работа. Благодарам, колешке, повели на говорница. Лазар не од место. Повели на говорница. Почитуван градоначалник, председатели, советници, медиуми и граѓани. Како заклучок на ова можеме да дадеме еден предлог. Значи само се прераскажуваме. Значи кажано е и јасно. Дали може од градбите кои што се направени, сега точно не се сеќавам, еве конкретно пример може да го прашам градоначалникот спроти граничната полиција што требаше на времето да биде суд. Таа градба како така стои. Позади нели имаше нешто плюс една градба, дали беше на градба Промет, не знам. Да, 4 објекти. Дали може во тој дел, не знам сега како од урбанистичка гледна точка и како ќе влезе тоа во ГУПот во генералниот урбанистички план, да се направи или да се догради тој дел, например, може да биде како саем. Да се искористи за повеќе намени. Значи, кога веќе би бил панаџерот, а сакаат нашите граѓани да има панаџер, и традиционално, како што се изразивте сите, тоа го знаеме, значи веќе е некоја навика, која што по традиција се повторува, дали може тоа да се одвива тој дел од панаџерот, да биде малку пософистициран во поглед на тоа што тезгите нема да бидат како што се сега, туку ќе биде малку помодерен, тогаш ќе бидат задоволни од овие што си од бизнес заедницата, ќе имат и они своји штандови, така може да ги наречеме, така да разгледуваме малку на повисоко ниво на стандард во поглед на панаџерот. После тој дел би можел да се искористи и за други намени, значи како што е во Скопје, да речеме, саем. Така да, и исто председателя би сакал да ви укажам и јас, значи,
кога кажуваат и дискутираат сите, вие нема потреба да ни го прераскажувате, ние зато тоа го сваќаме. Колешка, ама ми изборите од место и ако не зборам ја, ќе биде хаос. Јас зборам за да не ние ми... го сваќаме, мислам, имаш излагање од сите, убаво го Имав излагање, ама ја кажав дека се стварат монополи со тоа. Така да мислам да не... Колешке, па ја и не сум за монопол да се стварат. Тие што имаат дучини да бидат... Значи предлогот, ако може како предлог да влезе, значи за понатамо можеме да размислуваме на таа тема, се додека се Благодарам, прави. Колешке, дали има друг за збор? Развигор Кабрамов, повелим. Тебе стварно таа врата да затвори многу нешто. Да. Прав си го твојот директор. Намерно е трудот. Ти го стави директор тук. Не, ти го стави. Ти ставаш, ти разрешуваш. Вашко не од место. Тук беше шефтова, убаво мирисаш. Почитуван градоначалник, председател, колеги съветници, служби, медиуми. Значи панаџурот како панаџур нема година да не се спомне и да не се развие некоја дискусија од причини што неготинци два пати го терат и заостануиме со еднаш нели го укинаме за Ѓурѓо ден. А тога кога го укинаме за Ѓурѓо ден, 2 години не ни правеа мојавет луѓето у Кавадарци. Сака два пати да има панаџур. Арно, ама хигиената, јас на 2 точки ќе се задржам. За хигиената што се одржувањето на хигиената кога се одржува панаџур. Добро е што сега се поместува од зграите нели од кружниот тек, првата или втората ламела нема да има. Ама градоначалник, ако порано сете 50 или колку од овие покретните тоалети, јас верувам дека ќе треба барем 100-150 со оглед на флуктуацијата на народот и нели колку народ ќе испадне и покрај кафенињата нели да се зголемат бројот на тоалетите, да не одат луѓето по ќошињата кај што одеа порано. Значи да не остават луѓето позади себе штета на другите луѓе што живеат у околните згради. Ако е можно да се постават контейнери од 1 кубик, за да може и овие нели што се на штандовите што прават смет, за да може у ноќните сатеви или на Сабајле да може да се испразнат, да поминат камионите на комуналец. Така да кога ќе имаме нели зголемено ниво на чистота и кога ќе видат луѓето дека не се прават бели по околните згради, ќе се смене мислењето за панаџур. Значи тоа е у тие дел. Неспорно е да дуќанџиите се бунат за тоа што прометот 2 месеца сигурно ќе му биде намален. Точно е дека сите се фискализирани, точно е дека сите данок плаќат. Ама од друга страна, кога ќе видиме 1600 динара сега од метар квадратен плаќат, Метар должен. метар должен, колку роба треба на 5% или на 18% да продаде еден човек, еден тезгаџија, па фактички ни го зијама тие данок што треба нели да се плате. У таа смисла ако се гледа дали некој ќе плати данок или нема да плати данок. Затоа што сите и нашите дуќанџии ќе ги извадат нели тие роби што му се или артикли што со години не можеле да ги продадат. Пошто? Зашто ќе ги продадат на панаџур. Така да од друга страна па од селата и од Неготино и од Велес и од други од Скопје од секаде идат на панаџур. Значи тие 3 дена Кавадарци се движе. Кавадарци живее. И ни треба као добри домачини, ако веќе го организираме тие панаџур, да му обезбедиме и нели адекватни услови кога ќе дојдат, да седнат, да бидат пречекани и да си кинесат као што треба. Как ќе биде паркирањето градоначалник за тие денови? Се реши ли тоа кој кај ќе дојде, кај ќе најде таму ќе паркира?
Многу лоша работа. По 15 минути 20 ќе вртат луѓето кај да паркират. Ако донесуваме некоја одлука 30 или 50 динара да се обележи, да си платат паркинг, сега наши сите врчани ќе си наредат колите, кога ќе дојде да остана луѓето, нема кај да паркират. Кај добри домачини треба да и тргнеме колите у нашите дворишта, да го возможиме на тие што дојдат острана да си паркират. Благодарам. Дали има друг за збор? Да, затворим точката. Доколку нема? Да, само да кажем. За да затвориме точката, јас пак ќе кажам, се зијам лично леска да направиме доличен панаџур и еве лично инвитувам на граѓаните дека тие 3 дена ќе бидам лично вклучен во процесот. Заедно со моја општина 9 луѓе ќе бидат на терен. Плюс 5 луѓе имаме донесена одлука со решение од службите на општина Кавада ќе бидат тука. Во координација со командирот на полицијата станица, значи прво се потрудиме оние джепни кражби кои ќе ги имаше на панаџур да бидат од намален карактер. Не можеме да гарантираме, али да бидат што помалку. Тоалете ќе поставиме на поиси соодветни места. Мој општинар ќе биде на терен и хигиената ќе му наметнеме правила на тие со тезгите дека треба секоја вечер да му дајме корпа или кеса, да си го фрли џибрето у кеса, да дојде комуналец да го собере. Така да ќе се потрудиме да направиме што подобро организиран панаџур за помало џубре да се прави и хигиената да биде на поголемо ниво. Дека ќе биде идеално. Не верувам оваа година, добро е што обемот е намален, што ги ослободиме граѓаните да може да функционират на Цветан Димов, на булеварот, тука кружниот тек да биде во функција. Во делото паркирањето ќе се потрудиме максимално колку што можеме новиот плац доле, платото што го спремаме за граждани да биде во функција. Па сега некој може 50 метра да поводи пешки, така да мислам да затвориме оваа точка, да помине како што треба. До година може да размислиме за малку по-модерен панаџур како што спомнаа и тука другите советници. Благодарам. Одме со гласање на прва точка, која е за? Едногласно благодарам. Втора точка, предлог одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште, доградба на детска градинка Рада Поцева Кавадаци, објект Снежана, на улица Народен Херој во Кавадаци. Отварам расправа. Доколку нема точки, ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно. Точка број 3. Предлог одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште, доградба на детска градинка Рада Поцева Кавадаци, објект Етеринка на улица Видое Смилевски. Отварам расправа, доколку нема точки, ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно. Ториманчев за дискусија. Се извинувам, Ториманчев бара збор. Председател, колеги советници, да не испадне дека сме собирале за точка панаџур политички поени, ќе кажем нешто у вези со ова. Доброто да наградинки ќе ги прави локална самоуправа Кавадарци, опремување ќе го прави Министерство за труд и социјална политика. Господине градоначалник, советнична група на СДСМ Кавадарци, оваа една година сите ваши добри проекти ги поддржуваме. Никогаш не сме отишли на добар проект да гласаме против. Се во интерес на граѓаните. Само да се подсетат граѓаните што се деси од владата на СДСМ за оваа една година во Кавадарци. Ќе ви кажам две клучни работи. Мостот последен у Ватша е дело на владата на Република Македонија, предводена од премиерот Зоран Заев. Северен булевар, капитален објект, што беше едно црна точка на влезот у Кавадарци. Западен булевар тоа. Добро, си извинувам. Е исто средства обезбедени од владата на Република Македонија. 50-50. Така да, господине градоначалниче, никогаш не сме се фалеле не за у интерес на доброто на градот да ловиме политички поени. Тоа што е добро, стално го кажуваме, стално ќе бидете поддржани. Тоа што е добро за град Кавадарци, а не собираме политички поени. Благодарам. Благодарам. Доколку нема друг за збор, градоначалникот има своје обраќање, повели градоначалник. Јас ќе зборувам во име на градоначалник, нема да зборувам во име на политички представник или било како. И сега ќе го сум на совест, сега ќе зборувам во име на градоначалник.
точно е тоа што го кажете вие, дека владата на Република Македонија го инвестира мостот во село Ваташа со претходно одобрение наше, градежна дозвола, проекти направени и аплицирани. Владата на Република Македонија, без разлика која предводи, која политичка партија, сите пари што ги акумулира од граѓаните на Република Македонија. Од општините во Република Македонија, така да владата не носи пари од партиите, него тоа е една збир на општини или граѓани кои што се акумулира буџет. Секоја влада треба да размислува рационално и разумно за секоја општина. И мислам дека е така, и во минатово и сега, дека секоја општина има можност да се аплицира во делот на неизните потреби. Инаку за ваша информација, Западен булевар го правиме со заедничка инвестиција. Инвестицијата е скоро €1.000.000, од кои што 500.000 евра се од државното предпријатие за патишта, 500.000 евра се од буџетот на локалната самоуправа. Северен булевар, кој што исто така е регионален пат и не е наша обврска да го правиме, ние го правиме од наши средства. Така да, општина Кавадац, ја можам да кажам дека има транспарентна, објективна и добра соработка со Министерството при влада на Република Македонија, со Агенцията за патишта, во еден единствен интерес. За интерес на граѓаните на Кавадац и оние што транзитираат и поминуваат тука како патници или како возачи или како економски дел, како сакаш ги рекол. Ние имаме уште многу проекти. Имаме аплицирано уште 5 проекти. Едниот проект е до Моклиште, повеќе наменската патека. Те исто го аплицираме во Агенција за рурален развој, за туризам. Имаме аплицирано за прочитална станица, кој што го прошлиот седмица ви го спомнав. Владата ќе поддржи со 1.800.000 евра, тоа е за трите општини. Аплицираме пат од Сопот до Риварци, исто преку Агенцијата за рурален развој. Така да, сите пари кои што стигат на државно ниво, државата има за обврска линеарно да ги распореде по општини. Имаме среќа што нашата администрација и јас како градоначалник и вие како Совет сме ажурни и имаме проекти. Владата на Република Македонија има проблем и Министерството за тоа што општините немаат проекти, не може да постигнат пари. Тоа и вашиот премиер и нашиот премиер, како сакаш кажи го, ви го кажува дека има пари, нема апликанти. Градинката точно е. Со наши средства ќе ја градиме доградот на градинката. Треба да оформи и да уреде внатре Министерството за труд и социјална политика. Тоа е многу нормална работа. Ние како општина во нашата директна ингеренција не би требало да градиме школи, градинки и образовен систем. Тоа треба да го прави државата на државно ниво. И регионални патишта. Меѓутоа, за тоа што децентрализацијата е почната од 2006, а не е довршена до крај, дури имаше процеси за доснување на децентрализацијата. Сега верувам дека после овие сите работи кои се случуваат во Република Македонија од наредната година може да се подобри таа ситуација. Добро е да се заврши децентрализацијата и да конечно еднаш општините почнат да работат тоа што е да го работат. Притискот за деца за упис во градинка е директно врз локална самоуправа. Никој не отишол во Министерството за труд и социјална политика да побара министерката да рече дека моето дете не е запишено во градинка или нема услови, има услови. На нас е притискот и на вас советници и на сите вкупно. Ја поради сензитивноста на периодот кој што доаѓа. Пак ќе кажам, нема политички зборувам, ќе зборувам од име на градоначалник. Имаме многу проекти од поштото, имаме многу фази аплицирано, имаме добар буџет како општина, имаме средства. Ако во наредниот период дојде до предвременни парламентарни избори, а дојде до редовни председателски избори, ја лично ве замолувам како советници да покрај борбите партиски кои ќе ги имате надвор од општината, општината да не ја закочиме, не ради мене, ради граѓаните, да си функционира многу добро. И тука на Совет, што помалку да ги избегнуваме, да ги дискутираме тие политички ситуации или случаи. Само така мислам дека ќе придонесеме за граѓаните. Кога ќе биде кампања, секој по својот пат, секој со својата програма, ќе си трчи и си бара гласачи. Тука треба само стриктно да ги застапуеме интересите на општина Кавадац и граѓаните. Благодарам. Благодарам. Бараш зборили. Повели Лазар Ториманџов.
градоначалниче, хвала на изцелен одговор. Не изгледа кои што тука заборават, мислат дека со вашиот избор за градоначалник, па се заборави. Некој друг беше градоначалник 8 години во општина Кавадарци. Некој друг водеше влада 11 години во општина Кавадарци, па не успеа една десетинка да внесат пари у Кавадарци, него што се внесија пари за оваа една година. И еден друг водеше влада, требаше да го направи регионалниот пат, па не го направи. Така да, уште еднаш ќе кажам, со вече група на СДСМ, А колеги, не од место. се што е добро, се што у интерес на град Кавадарци, ќе го гласа и каде може, секаде ќе притиска институциите да се одобруваат проекти за општина Кавадарци. Без разлика дали градоначалникот е од друга политичка опција. Не ме интересира мене за другите општини, за другите градоначалници, дали некој има проект или нема проект. Таму нек си одговарат. Јас сакам локална самоуправа, општина Кавадарци и граѓаните на Кавадарци да одат напред. Благодарам. Колега, бараш збор? Повели. Кај го знам, може да сака да бега назад. Треба да дигне рак. Почитувани граѓани, почитуван градоначалник, почитуван председател на Совет, колеги советници. Минатиот Совет, минатата седница на Совет, председателе, значи ти ја наруши... Докторе. Како? Не од место, не од место. Лазар, не од место, збори си ти, имаш збор. Значи, минатиот Совет, тие злоупотреби говорницата на Советот на општина Кавадарци, а сега имаме тука друга злоупотреба. 10-15 минути дискутираме надвор од точката на дневен ред. Значи, тука политички поени фаќаме сега. Така, се спрема некој за предвремени парламентарни избори. Во врска тоа што го кажавте, почитуван колега Тури Манџов, дека владата на Република Македонија инвестирала и поддржувала проекти на општина Кавадарци, че тоа не е за фалба, тоа е должност на секоја влада, кај што има проекти, убави проекти. Морам да кажам дека секој сака да финансира добро направени проекти. И тоа е должност на секоја влада да го прави. И на Министерство за транспорт и врски, и на Министерство за труд и социјала. Како што кажа градоначалникот, не е должност на една општина да гради нова градинка, да ги гради сите влезови на градот, кои што беа изградени. Нели, тоа е под Министерство за транспорт и врски. И за тоа, значи, не е честно и не е во ред да се злоупотребува оваа говорница. Тука имаме точка на дневен ред за доизградба на градинки, нели, ги кажавме кои се и шо се, кои што пак не треба да влезат и од буџетот на општина Кавадарци и да ги гради град Кавадарци. Тоа е обврска на Министерство за, нели, знаеме сите, но сепак со готови проекти, изработени проекти, многу е лесно владата на Република Македонија да финансира. Имавме предизборна кампања за локалните избори 2017 година. Колега, си извинувам. На 2008 ќе се вратиш, одиме по дневниот ред. 2018 сме, не и 8. Па ќе вратиш 2017 година на предвремените на локалните избори за предизборната кампања, тогаш сите ја кудевте и бевте скептици во врска со програмата на тогашниот кандидат за градоначалник и денешниот градоначалник на град Кавадарци. И сега тука гледаме сите како ја фала таа програма и проект по проект се реализира. Значи тоа го гледаат граѓаните на град Кавадарци и ќе ве замолам уште еднаш да не се злоупотребува оваа говорница и да се држиме до точките на дневен ред. Благодарам, колега. Ај ја за збор само. Ајде, може реплика. Дали се чачка прикратинаме да се заврши. Вие денеска не излафери. Уште еден кој испадне не ме учи. Колега, не од место те молам. Значи, се што кажав во моето претходно излагање ми го потврди колегата. Кратко му е памтењето. Со еден друг градоначалник истите проекти ги имате. Имате затворен базен, имате лагуна, имате мост, па ништо не направите. Значи, кратко ви е памтењето, сето ви беше.
А овој градоначалник како избраа граѓаните на Кавадарци си настапи со негова програма. Кажав и тоа и сега ќе кажам. Се што е добро ќе го поддржиме. Зборот ми е 11 години некоја друга власт не успеа за 40.000 жители општина да внесе ни една десетина пари. Не се направи ништо у Кавадарци. Апсолутно ништо. И ја не знам сега како треба да дојдеме од објект на објект. И за тоа изгубија беше. Значи кратко, значи ништо не се направи. Да не се навраќам на керови, на пат, па локално, па базенти, па 300 чуда, ништо не се направи, ништо. За една година владата на Република Македонија успее да даде многу пари во општина Кавадарци. Колега, благодарам. Дали има друг реплика? Повели. Следеќи избегате ако дадам пауза. Бе демократско право е нека збориш. Ајде ти измора тајдеш малку. Че изморе, че охладнеш. Ај колега, реплика. Може? Може, казваме. Фала. На господин Турманчов реплика. Колега, не е во ред да не ги спомниш и другите работи што биле направени во претходниот состав. Имаше и некои што не се направија. Реално од X причини не се реализирани. Ако на господинот претходен совет, Тони Нешковски му било кратко памтењето, а вас дали не ви е кратко памтењето до пред 6 години, 5 години, кога сред бел ден немаме вода за пиење. Сега тоа е завршена работа. Дали се сеќавате дека ви учете во основното училиште Димката Ангело Габеров? Топка игреме на асфалт. Сега има таму спортска сала. Кружниот тек, новиот кружен тек. Комплетно одека, каде што сега седиме и држиме седниците, комплетно уреден домот на културата, а сега сами знаете во каква состојба е објектот оставен за неполна година. Од директорот кој што директорува тука, дали тука или на некое друго место. Дали имаме мандат или немаме, покажа резултатот од пред 2 дена. Дали имаме мандат или не, ќе се покаже на наредните избори. Сега немаме избори, но ова само да ви реплицирам дека не е точно тоа, дека само во претходните 10-11 години не се изградили тие работи. Комплетно сите училишта се изградени. Комплетно сменети кровови, ПВЦ, кејот на реката Лудомара и така натаму така. Имаше реално. Реално имаше и работи кои што не се успеа да се дозавршат. Затоа, како сме работеле, граѓаните кажаа, сега не сте во опозиција. Ви сте сега, еве, скоро 2 години, од 2016 има 2 години поминато. Ви што правите? Ви уште ја славите победата. Луѓе, со народот треба да се работи. Односно, да се исполнуваат проектите и да се испорачуваат фактурите кои што се ветени на избори. Овие работи сега што ги дискутираме, за овие работи кои што ќе гласаме, некои биле во програмата на градоначалникот, некои не. Добро е што се решаваат проблемите. И добро е тоа што владата помага за проектите на општина Кавадарци. Кој го спори тоа? И претходната влада која беше, па помогаше во Струница. Треба ли сега Кавадарци да го пресечеме и да биде слепо цел? Пак ќе кажам, за поздравување, го поздравуваме тоа за мостот и за регионалниот овој факт. Но не сме не е добро сега да напаѓаме некој работи. Имаме конкретно точки на дневен ред. Детската градинка. Да се доградат 2... Колега, дали е доволно? Не. Многу време, реплика 3 минути. Сега. Го повторуваме истото. Колку држе вода ова што го збориш, ама немој да го повторуваш 10 пати. мериш ли на времето? Мерам. Колку е? Поминато ти е време. Не е поминато. Ајде. Уш минута и половина. Ајде, може. Ама нема цела да не ми повторуваш пак исто. Значи сега работиме да го решиме проблемот. И ви и ни, заеднички за граѓаните на Кавадарци. Го поддржаваме градоначалникот во сите овие проекти и сега гласаме да се зголемат капацитетот на детската градинка Рада Поцева, поточно за објектот Снежана и за другата беше мислам во основното училиште Гоце Делчев. Пепето. Благодарам. Контра реплика Туриманџов, а после јас кратко обраќање и ако има уште некој даваме збори, ако не ја затвараме седницата. Колешке нешто има за гласање, не е дадено на гласање. Добро. Пократок биде. Се спрема некој за избори, може некој пратеник ќе биде. Да почнем од Кинто или сакате да правим за ръководител на Кинто Мавит?
Malo sam se zapio. Demokratija je razgovor, on ti prave kontrareplika. Znači, И каде е репликата со? Миро Куќа. ще ве мола, не правите за бившиот раководител на Кинто колку бил успешен менаџер. За хигиента и јас каф легу, тамаме. Треба си ја подобре, градоначалникот го разначуе, ако не си ја брка работата, нема да биде раководител. А сакате ли да ви правам за бившиот ваш раководител младите? Малку. Или нечи? Не го спомнувам. А? Ај сега да знаат граѓаните Кавадарци. Од летна бавча ресторан се направи. Раководител на урбанизам. Има ли документ, господине Симонович? Нема. Нема. Да не одиме, да не именуваме. Па дајте луѓе, не заборавите се. На совет сум. Се заборавите. И ви дојдете ви да критикуете. Да не биде. Директор што е 3 месеца турен, Ќе биде се што треба. се што е турено од СДСМ, се е упропастено уопште. Па човече, влез за хитни случаи, не да може се деси нешто го направија дучен. И за тоа никој не одговара. Господин Симонович, има ли документ тоа? Господин Симонович, витувам, има ли документ Треба да провери у книгите. за влезот на Кинто што направи дучен? Драги, не од место. Благодарам. Никаде. Колеги, денес сме у некоја еуфорија. Хитната седница излезе многу брзо после ова работа што беше референдум. Нема политички поени, ниту за едните, ни за другите, да одиме со седницата. Ја завршиме културно како што доликува. Среќа е голема. Јас, градоначалникот, најмногу го знам, што тој е европски човек, што тој е понапреден од другите градоначалници. Јас сум коалиција со овие од СДС, ама не можеме да ни чариме вредноста како поединец, не како член. Значи, тоа што има релација со амбасади, тоа што носи пари од страна, тоа што владата го почитува, тоа е негова вредност. Лична. Немојте да припишувате ВМРО ДПМН програма за нешто што е лично на човек. И сега ние тука, нашиот градоначалникот е на град Кавадарци, не е на ВМРО ДПМН. Значи, градоначалникот лично ви се идеја кој? Личниот углед на градоначалникот придонесува да му бидат отворени вратите во сите амбасади. И тоа е привилегија. А ние сме колеги, ВМРО нема заслуга. ВМРО повикуваат дека тој не е наш, земјци го вие. Тој е градоначалник на граѓаните на град Кавадарци. И тој работи на интерес на граѓаните и сега ние припишуваме политички поени преку лице. Колеги, вака, бива ли сега да дадеме точка на гласање, да не тераме реплики, контрареплики, да скратиме. Ама сега ние правиме удварање на градоначалникот, а бившиот градоначалник не чини. Јас, еве, лично се заблагодарувам. Бившиот градоначалник, тој направи многу за градот, а овој треба да биде подобар од него. И тврдам дека ќе биде подобар. Баш така, не чиниш за ништо, па чиниш, арен беше. Колку можел направил. Советот е дел, ама градоначалникот е многу малку од тоа што е советот. Само дали советот носи одлуки што градоначалникот ги предлага. А тоа што некој градоначалник има линк, што бил у стопанство, другиот што култура или образование му е дејност, не можеш да ги споредиш. Тоа е разлика у километри. Па бившиот градоначалник сите го напаѓате како да не чини, а ние беме дел од тој бивши градоначалник, ти, колешката и јас. Да го оставиме тоа назад, да одиме напред. Па кој го напаѓа, не знам, ти го напаѓаш. Ти го имаш нападнато 100 пати. Па во кругови, во канцеларија и викаш не чини, ако ти чини, че си го земеш у кругот на ВМРО сега да те води. Ако не го нападаш. За овој сега е добар, кога ќе го разрешиме, че викаш не чини. Истиот си ти што и на него му викаш е чини, па после не чини. Сега одиме со тоа да гласаме по точка. На кој реплика? Ајде. Нека. Моја деста чекаш за градинка да ја запичиме. Нека го малку. Ама кој те тера да одиш на работа? Господин Сакалиев, се обраќам до вас, господин Сакалиев. Поведи. Не дај Боже да ве фале Сакалиев. Не дај Боже да ве фале Сакалиев, ќе бидат резултатите како што беа сега претходно на референдум. Во се ме фалеше. Фали не, немој да ме напаѓаш. Господине Сакалиев, кој сум го земал јас во партија, кој не сум го земал, тоа е одлука на партијата. Кај нас ВМРО ДПМН е отворена политичка партија.
Сите се добродојдени. Секое зрно ќе си дојде во амбар од кај нас. Сега, во тој дел, да ве прашам вас, претходниот состав на Советот, која политичка провиненција поддржававте вие? Прашајме се одеднаш и одговорница, да не одговарам од место. Вие поддржававте проекти на ВМРО ДПМН. Сега се ги поддржаваме проектите на градоначалникот од ВМРО ДПМН, господинот Митко Јанчев. И што е тука проблем? Одеднаш ќе одговарам на сите прашања. Ете така. Ти може да се мешаш дома кај вас. Кај нас во партијата не смееш да се мешаш. Ќе му дадам реплика, после ќе ја дадам збор, може. Колега Јованчев, ти знаеш, и колегите што беа во Совет, значи ја давав поддршка на бившиот градоначалник. И секогаш викав давам поддршка на господинот Александар Панов, не на ВМРО ДПМН. Вие и тогаш не чините како сега. И сега градоначалникот му дава поддршка, а вие како ВМРО ДПМН добри се, ама сте многу полоши од тоа е факт. Колега, ти викаш како Ристо Сакалиев. Ако сакаш да се мериш како Ристо Сакалиев, излези наредни избори на независни. Значи излези, ја ти гарантирам, ако ти имаш 100, ја на 30 места по 100.000 имам глас. И тогаш ќе видиме. Колега, тогаш ќе видиме кој колку вреди, кој колку тежи. Јас сум 5 мандати советник, ја идам на избори, сам се борам со вашите партиски лидери у Скопје и со вас сите и против вас и ве победувам. И тоа дали е доволно така чинам или не чинам. Ако не чинам, нема да бидем у Совет сега. Та ВМРО ДПМН сум го поддржувал тау нешто што чинело 1%. Другото било ради градоначалникот, ради Александар Панов. Сега пак исто поддршка градоначалникот има од мене како Митко Јанчев, не како ВМРО ДПМН. За време на кампањата поддршка имаше? Од кој? Од тебе. Градоначалникот? Тоа меѓу него и мене, тоа ние си го збориме, ти треба да не го знаеш. Ако ти се знаеш што ја и градоначалник се договараме, тогаш нито тој е Митко, нито сум јас Ристо. А ти што мислиш, имаше? А колешке, збор? Да, изгласаме точките после навици. Вака, колеги, колешката збора, ако има некој, по точката на дневен ред уште давам сега на колешката и на другите нема да им давам збор. По точката. По точката им давам, не по друго. Колега не ми рече реплика, после давај ми реплика. Нека оди Божанка после реплика, ти стои редот за реплика. Ако те страв дека забораваш, пиши си. Да не заборавиш дури избори, пиши си. Па тоа што сакаш да ме реплицираш. Па кажи одговоренца, не од место. Почитувам градоначалник. Ти дадам, ама не можам сега да ја црнам, не си тебе да Почитуван ставам. председателя, почитувани колеги советници, медиуми. Јас би сакала прво да дадам една белешка да го почитуваме деловникот за работа. Ние точка на дневен ред имаме една многу убава точка, нели, да направиме една убава работа за нашите најмили, кои што до сега, нели, се во ситуација да се дискриминирани. Со ова прашање кое што ние треба да го изгласаме, че се решат многу проблеми на многу родители, а и дечињата че си добијат услови, нели, за нивна едукација. Јас би сакала еве во контекст на тоа да го поздравам ова отпочнување на работата со реализацијата на овие проекти, кои што за многу кратко се изработија. Пофалби до градоначалникот, за заложбите, пофалби до службите, кои што исто така многу се вложија во оваа работа и со оваа одлука се надевам дека брзо ќе се реализираат доградбите и ќе се реши просторното решение за прифаќање на многу наши дечиња. И затоа ве молам да се задржиме на точката на дневен ред. Дали има друг за збор? Вака, колеги, да ја гласаме точката, реплика бара Зоки, па Душица зборни бараш по точката. Колеги, вака, бараш, колеги, вака, немојте од место. Бараш по точката, сакаш реплика, па Душица збор. Не, само да му одговорам на председател, на ценетиот председател на Совет на општина Кавајца, господин Ристо Сакалиев. Господин Ристо Сакалиев, да не заборавите од кого сте избрани за председател на Совет. Да не заборавите со колку гласови
и да не заборавите дека има и наредни седници. Благодарам. Душица, оди збор, нема да му реплицирам на Токи, тој за ова работа што ја каже е во право, али тоа не значи дека ќе смени мислење да ја речам ВМРО ДПМН е многу добро. Ја реков градоначалникот бившиот и овој денешни. Изборот си квалитетен. Почитуване. По точката на дневниот ред. Зборувавме многу малку. И не би можела да кажам дека сега во моментот се гордеам како советник. Значи, стварно, го симнавме малку нивото од тоа што треба да биде. Сите сме од некоја политичка партија. Така се и тие листи, така дојдовме тук. Значи, не спорно дека градоначалникот работи и убаво се спомна за градинките. Значи, конкретно ќе зборувам за градинки. Проблемот е за уписот на деца. Тоа сите го зборувавме и некои на комисија, тоа го зборувавме. Значи, најголемиот проблем во моментот во Кавадарци покрај другото е запишувањето на деца во градинки. Значи, пак ќе спомнам, пак преку тие политички партии, пак влегува тие вработени. Децата во градинките треба да бидат сместени. Значи, благодарение на брзата интервенција на градоначалникот и ние се бара решение и се најде решение. Да се направат доградби. Тоа е најидеалното решение во моментот. Значи, брзинско решение со кое ќе задоволат потребите на родителите, а истовремено и корисниците, самите деца во детските градинки, да си ги добијат потребните услуги кои што ги следуваат. Дај да не мешаме баби и жаби вече. Благодарам, колешки, ако завршите. Не можеш да ме сечиш цело. Не, дали завршите, прошу. Па како ме? Завршена ли сум? Мислам дека да. Па јас мислам не. Продолжи. Па дајте молам, и уште еднаш, јавно одговорите се кажувам и нека слушам граѓаните. Многу сте дрзок председателе со вашето однесување. Ние не се можеме че ми извиниш. Истото ми го зборите сите по 10 пати. Јас зборувам за детските градинки. Ајде, продолжи. Значи, не смеете да влегувате во збор. Значи, мене не ме почитувате пред се како личност. Не е така. Вие сте председател. Ве почитувам повеќе. Ама дај ве молам, на секој не мора да одговарате и слушате, бидете добар слушател, можеби нешто ново ќе научите. Ајде. Че ве замолам, значи никогаш не влегувајте во збор. Барем јас кога зборувам. Мен ми смета. Колешки, јас сакам околу точката и вие до сега зборувавте, си ги кажувавте вашите квалификации. Да. Па не сме тука за вас. Денеска точка на дневен ред се детските градинки. Морам ја на секој да одговорам, јас ме повика и морам да одговорам, а вие по точката. Ама добро, ама не мора приказки, тие работи се зборуваат во кафениња, на улици, по партиски штаби. Дај ве молам, дај да се дозавршам реченицата. Ајде. Значи, ние се тука гласаме за нешто што е најпотребно во градот. Па побрзо ќе се запише студент на факултет колку дете во градинка. Наша е вината на советот. Пак не одговара. Ало. Значи, јас тоа го дискутирам да го слушат и граѓаните да знаат дека на овој совет, со градоначалник, со службите во општините и со сите што се инволвирани во овој случај, се заземаат за да се реши проблемот и проблемот пак нема да биде решен. Зборувам за тоа што ме ја практичам, директно излегувам од детска градинка и знам како е. Значи, ние на наша обврска, советот, преку комисијата, преку градоначалник, изгласавме преку норматив деца запишани во детска градинка. Дали некој нас не прашал како изгледа тоа? За да испаднеме во пресред. И сега кога веќе е најден начинот, направена е формулата и формата веќе ќе биде направена, значи, како што спомна градоначалникот после јануари, ако биде тоа супер, ќе биде да биде малку покасно, затоа што малку повеќе се завлекуваат работите во однос на отпремување се. Значи, да се каже на граѓаните дека нема потреба да се грижат, значи, ако веќе се на чекање на листа на чекање 350, 340, 350, онака, мислам, кажувам бројката точно, пошто таа постојано се менува како на берза е, значи, граѓаните ќе бидат барем колку толку задоволни. И дајче ве молам. Значи, кога веќе ќе се реши проблемот со уписот на децата во детските градинки и кога веќе ќе функционираат тие работи и кога веќе ќе се отворат уште 2 детски градинки и ако се отвори таа приватната градинка, веќе ќе можат луѓето да се подат кој што има повеќе финансии да се оди во приватна градинка со посебни услови, кој во државна. Затоа сега јас ќе кажам, значи јас сега се заблагодарувам и уште еднаш ќе ве опомена јавно, никогаш не влегувајте во збор.
колешке, вие можете ми правите опомена, јас секој ќе ве замолувам. Значи јас сум Ајде гласа. Значи јас го кажав, Колеги, тоа што го кажав и ќе ве замолам уште еднаш. Така може. Ќе ве за... Благодарам. А колеги, дали има реплика? Колега, благодарам. Предлог одлуката за ослободување од плаќање на доместок за уредување на градешно земјиште, доградна детска градинка, Раде Поцевата Вадаци, објект Детелинка на улица Видое Смилевски. Ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно благодарам. Со ова ја се заклучувам дека е исцрпен дневниот ред и во редната 6-та седмица ја затварам.